И дискриминацијата знае да убива, зарем не? Прво, ја убива самодовербата, го убива човечкото достоинство, ја убива вербата во правдата, тогаш човек посегнува по правда на свој начин, со свој раце, а тоа навистина убива. Исмаил Камбери е од Државната комисија за спречување и борба против дискриминација, гостин во утрински брифинг. Добро утро. Вие сте сега, овој состав е целосно професионализиран, за разлика од минатиот кој што повеќе беше волонтерски на ниво на хоби, работеше во комисијата, така е, нели? И вие сега сте со амбиција како комисија да се наметнете во јавноста, да ве препознае јавноста, да станете видливи, за граѓанинот да почне да ве чувствува дека сте му партнер и дека сте му логистика за да може да се ги наоѓа, односно да се бори за своите права, особено кога е дискриминиран. Како планирате тоа да го изведете на терен? Вака, да, свесни сме дека во изминатите години од постоењето на првата верзија, да наречем, на Комисијата за заштита од дискриминација од 2011 до 2020 година, граѓаните нема голема доверба во нив. Тоа се огледува преку бројот на представки кои што беше во просек од 40 до 60 годишно, а ние веќе во оваа година, тоест во минатата година, имаме 167 представки со кои што работиме. Планот, односно стратегијата е да бидеме повидливи во медиумите, ажурно да ги решаваме предметите, да бидеме отворени спрема граѓаните, спрема институциите, но и спрема меѓународните партнери кои што исто така се клуч за нашето работење. Добро, тоа треба да го направите и практично. Предпоставувам дека прво треба да се наметнете. Вие сте сега за прв пат оваа комисија, бидејќи е формирана и одговара пред парламентот, вие давате отчет, тоа се вика годишен извештај, нешто што го направивте деновиве, вчера го направивте. Сега, вие треба да ја запознаете и јавноста, а јавноста се запознава и со едукација, зашто многу малку луѓе сега знаат дека своите права, ако се дискриминирани, можат да се ги бараат преку вашата комисија. Да, значи, ние веќе направивме онлайн кампања на социјалните медиуми, каде што објаснуваме што е дискриминација и како може да се пријави дискриминацијата во нашата институција. Исто така ги едуцираме граѓаните како да препознаат дискриминација, веќе имаме и по региони обезбедено со станоци и со локални институции и со граѓански организации каде што разговараме за оваа тема. Сега, јас кога го гледав вашиот извештај, прво бев со предрасуди и мислев дека најмногу има дискриминација по сексуална основа, по етничка, верска основа, ама сум се излажала, затоа што најголема бројка по представки кај вас адресирани се токму во државниот, јавниот сектор, во приватниот, во делот на работните односи. Точно, значи работните односи се областа каде што највеќе е застапена дискриминацијата, барем ако гледаме според бројот на најмногу се жалат? Че највеќе основот се однесува на образованието, личното својство или личен статус и политичкото уверување. Некогаш и овие основи се испреплетуваат зависно од предмет до предмет. Што значи тоа дека имаат проблем на работа затоа што имаат поинакво политичко уверување од шефот негов? Да, тоа некогаш може да е само и перцепција на оно што понесува, но некогаш може да утврдиме дека имаме пракса каде што поради одредени политички верувања или припадност кон одредена идеологија да се случува дискриминација или вознемирување како облик што е на дискриминација. И след тоа како во пракса ќе се спроведи, кои алатки ги има вашата комисија за тоа да го процесуира и на крајот од денот граѓаниот кој што се жалал да биде задоволен од исходот? Да, значи првично постапката пред нашата комисија е бесплатна и е многу пристапна за понесување на представка. Од кога ќе ја примеме представката, правиме увид во документите и потоа ги носиме овие документи за произјаснување до потенцијалниот дискриминатор, доколку тврдиме дека постои веројатност дека е сторена дискриминација. Чудите кај тој што дискриминира? Да, значи зависи од предмет до предмет. Некогаш правиме физички увид, некогаш преку писмено нели се обраќаме да ни обезбедат одговори, бидејќи тие со нашиот закон се обврзани во рок од 15 дена да ни одговорат на Има отпор или ви дозволуваат?
Па првично за увидите имавме некој отпор, бидејќи институциите претежно не беа запознаени со нашиот закон и со нашите ингеренции. Но со текот на времето, значи веќе немаме некој отпор или некое незнаење на нашиот закон во однос на овие институции, особено оние каде што почесто нели знаеме да бидеме. А кај е тоа најчесто? Вака, тоа се претежно да речеме министерства. Добра, На кои? централно ниво. Па вака моментално не можам, зависи сега по предмети. Зошто не можете, не се тоа класифицирани информации? Не, имаме ли таков случај каде што нели некои податоци биле класифицирани, но за среќа имаме член на Знам комисијата. зошто ве прашам, затоа велам слободно кажете ми во кои министерства најмногу има проблем во делот на работните односи. Вака, може индивидуално да нема најголем дел министерства, да речеме едно министерство да е најзастапено, но до сега сме имале пример во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и слично. Тоа дека кај Министерството за образование имаме утврдено индиректна дискриминација, односно тоа се некои законски прописи кои што се наведом неутрални, но може да предизвика дискриминација, односно сегрегација во нашиот случај. Значи, вие одите кај дискриминаторот, од кој ќе ви ги даде документите, информациите за тоа што вам ви е потребно како материјал, потоа што правите? Судот за прекршоци е следно? Да, значи, ако утврдиме дискриминација за даден предмет, можеме да дадеме препорака за отстранување на таа дискриминација и даваме рок од 1 месец до 6 месеци. Доколку дискриминаторот не ја исполни препораката, односно не ја отстрани дискриминацијата, тогаш имаме законско право да поведеме прекршочна постапка пред судот за прекршоци и дискриминаторот да биде парично казнет. Ама некогаш работата не е само со прекршочна постапка да се помине, туку е по Точно, прекршочата суштинска и така. Да, прекршочата нема да отстрани дискриминацијата, но нашето мислење може да служи како материјален доказ во судска постапка на подносителот. За тоа сакам. Вие може да имате улога на вештак во судските спорови. Така? Да, зависи. Доколку, на пример, подносител на представка, односно има тужба за дискриминација во суд, може да не повика ние да се вклучиме како странка во постапката или како пријател на судот. Како пријател на судот, доколку сме вклучени, ние одлучиме да се вклучиме, значи, може да дадеме наше експертско мислење, условно кажано, нели, за дадениот предмет. Или па доколку веќе имаме усвоено мислење за тој предмет, може да го образложиме пред судот. Може тоа биде и писмено и физички на рочиште. Сега, видов во таа бројка, колку што така на брзина можев да прочитам, имате еден сооднос 40, 39, 39. Значи, имате 40 прифатени преставки, 40 утврдени. Утврдени преставки дека се работи за дискриминација, 39 сте ги офрлили и 39 се во некоја постапка. Вака, 40 се утврдени дискриминации, 39 не се утврдени, 37 беа во тек во тоа време, значи 2021, од кои што сега тие во тек остана уште 5 или 6 представки во 2022 и останатите се отфрлени, тоест повлечени представки, односно запрена постапката од различни причини. Има ли некои така позитивни разрешници на кои што граѓаните се задоволни од Да, има, некогаш се случува, па и во јавниот сектор и во институција некогаш нели ненамерно сега да се направи некоја грешка каде што не бил ни свесен дискриминаторот дека прави некое дејство кој што нели го става во нееднаква положба оној што ја поднесува представката, така да се случува и тоа и нормално после ја отстрануваат дискриминацијатор како ние ќе дадеме препорака. Ние на некој начин ги подучуваме во нашите мислења зошто одредено дејство е дискриминација, за да биде свесен дискриминаторот каде погрешил и како може да ја отстрани дискриминацијата. Дали молкот на државната администрација, на јавната администрација или на функционери може да се окарактеризира како една дискриминација, да речеме врз новинарот. Ако јас како новинар мојата задача е да ја известувам јавноста, односно јас сум и јавност, дали мене ме дискриминира тој што не сака мене да ми ја даде информацијата? Вака, првич има механизми за добивање на информации, нели едниот е слободен пристап до информација од јавен карактер. Не, тоа знам. Знам дека како можам да си ја барам преку таа комисија за слободен пристап до информација од јавен карактер и тоа си е процедура што трае. Тоа е настрана процедура. Она што мене прво ми паѓа на памет, доколку вие како новинар побарате од една институција додадена информација и не ви ја дава, додека во истиот период
во исто време, да речеме, друг новинар ја бара истата информација и на него му ја дава, тогаш може да станува збор за дискриминација, бидејќи сте ставени во нееднаква положба спрема другото лице кое што ја добило таа информација. Ама добро, можеби таа информација некој друг не ни имал потреба да ја бара и да не можеме ние да чекаме да се споредиме со некого за да биде утврдено дека е дискриминаторски. Да, ако навлегуваме подлабоко во проблемот, има техники да се направи пример увид како даденото лице, тоест орган, дава информации, на кои медиуми највеќе дава информации, на кои медиуми воопшто не ги ни контактира за да не им одговара на нивните барања, така да има механизми каде што може да се направи увид, но прво треба да се направи веројатно индиција дека постои дискриминација. И сега ќе ви дам уште една домашна задача. Да речеме парламентот. Знам дека парламентот ве бира и дека имате вие отчет кон парламентот и дека буџетот исто така го добивате од државата. За висината тоа друга приказна, колку сте задоволни. Еве вашата домашна задача. Дали парламентот го дискриминира ЗНМ затоа што и после толку месеци и ветување се уште не го донесе оној закон за измени во кривичниот законник, каде што новинарот се сведува на ранг на службено лице. Па јас како службено лице тогаш имам веројатно кај некои персони од државните функционери поголем легитимитет во неговите очи да полесно да ја добијам информацијата. Дали е тоа дискриминација што ние не сме го добили уште тој закон? Па еве направете анализа. Сериозно вака од прва. Дали можете и анкетна комисија да формирате во собранието, можете да не застапувате? Да, пример, ако за одредени прашања од широк јавен интерес, може да се спроведе нели седница на анкетна. Ова е од јавен интерес или не од јавен интерес? Не, дефинитивно во јавен интерес во областа на медиумите и новинарството, така да. Но е интересно прашање во секој случај, така да може да го разгледаме, може и како представка да го добиеме од вас како медиуми, каде што образложено ќе биде напишано нели проблемот, што е проблемот. Сега јас она што знам од медиумите, нели законските измени се спремаат, но пак останува прашањето на дискриминација. Факторот време, дали иде на желка или иде со брзина светлината. Да. Добро, видете, ние имаме немаме седми член, избор на седми член веќе година и пол, така, година дена, откако седмиот член ни даде оставка, членка на комисија. Добро, тоа што менува во комисијата? Па менува, пример, ние сме 6 луѓе моментално, доколку дојдеме ситуација каде што не може да постигнете, сакате да кажете? Тоа е плюс, значи секој човек кој што има експертиза е нели од додадено значење за комисијата, но во текот на одлучувањето сега немаме проблем, но може да настане проблем во иднина ако нашите гласови за одлучување се изедначени, бидејќи сме 6 луѓе. Сосем телеграфски пред да одјавиме, бидејќи мораме више да завршиме, направите ми една проценка или процентуално, освен работните односи, како доаѓа вака скалесто дискриминацијата во кои области? Втората област е пристап до јавни добра и услуги, односно пристап до градски превоз, до барови, до базени, имавме и за медицински случаи, за вакцинирање за слично. Третата област Мислам дека беше во медиумите, јавното информирање, односно на социјалните мрежи, односно на Facebook, каде што има големо застапеност на вознемирувачки говор. И говор на омраза. Да, говор на омраза е кривично дело, се води според кривичен законник, но вознемирувачкиот говор, навредлив говор особено спрема ЛГБТ заедницата е многу голем и многу застапен. Господине Камбери, ви благодарам. Ние ќе ги користиме вашите услуги и сакаме да тоа почесто да не брифирате кога има такви случаи, за да можеме тоа во јавноста да го споделиме. Дефинитивно. Благодарам.